Господине Андонов, кривичниот суд ги отврли барањата на СЈО за притвор, место тоа одзема пасоши. Што мислите вие за целокупната ситуација, но и за работата на СЈО во моментот? Значи, мојот коментар за работата на СЈО веќе изминативе денови неколку пати го кажав. И прво би почнало од она што се случува во однос на кривичниот суд. Мислам дека под силен притисок на некои други центри и самото СЈО, кривичниот суд се обиде да најде баланс за некои работи, иако нема основ дури ни за мерки на предпазливо определување. И се сомневам во доказите кои СЈО ги има дадено. Штом нема докази за мерки притвор, тогаш зошто се определуваат други мерки за обезбедување присутност на осомничените, е малку дискутабилно и чудно. И тоа е делот од она што СЈО го води како целокупен прогон и хајка против раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Ако ја согледаме работата на специјалното јавно обвинителство, можеме да кажеме дека не успеа ништо у суштина да сработат, затоа што не ја почнаа работата од почеток како што треба. Требаше да го завршат случајот Пуч, па од тој случај Пуч ке излегоа многу други работи. И јас апелирам до македонската јавност, до граѓаните на Република Македонија, во овие тешки моменти за државата пред се, при отворен политички атак врз најголемата политичка партија во Македонија, да не ги испуштаат деталите и работите кои минаа, бидејќи обидот на СЈО и на СДС е креирање на кратко паметење кај граѓаните и амнестирање од одговорност на Заев, Верушевски и целото раководство на Социјалдемократскиот сојуз за прислушување и други криминали. Што мислите за улогата на СДСМ во целокупната ситуација и која е цената која ја плаќаат? Цената нема да ја плати СДС. За жал, нивната улога е деструктивна, нивната улога е предавничка во однос на државата, тие нема да ја платат сметката ќе ја плати Македонија, ќе ја платат граѓаните на Република Македонија, со промената на името, со уривањето на судскиот систем во Македонија, со ругањето на обвинителската дејност, бидејќи Катица Јанева, специјален јавен обвинител, тоа е подбив кон целокупната обвинителна дејност во Република Македонија, така што за жал сметката ќе ја платиме сите, а не Социјалдемократскиот сојуз. Тие се само извршители и исполнувачи на наредбите и целите на некои други центри. Дали мислите дека новата влада се снаоѓа во овој прв месец од нивната работа, еве на внатрешен и на дворешен план? Прашањето ви е токму на место, може би малку преурането да почекаме уште некој месец да видиме уште колку глупости ќе видиме од нивна страна. Но она што остава впечаток за овој месец е дека СДС не направи ништо во однос на развојот на Македонија. Значи се што зборуваше Заев и во неговата предизборна кампања и во онај фамозно интервју 3-4 дена по превземањето на владата на македонската телевизија, каде што одговараше на прашања на новинари, и неговата идеја за дебата околу се и се што, покажа дека Социјалдемократскиот сојуз има исклучително ориентирана политика кон гол популизам кон граѓаните на Република Македонија и тоа без добра анализа на тоа што ќе донесе како позитивни или негативни ефекти од таквиот популизам. Прво и основно беше укинување на екстерното образование, па нели се отворија така наречено вратите на владата, па нели помош на земјоделците во наводници, помош на земјоделците од веќе предвидени програми и така натаму, така што не видовме ниту еден закон кој ќе ги подобри условите за работа, живот, подобрување на платите, нели животот требаше да дојде во Македонија, и не видовме ништо позитивно од сето тоа. Она што можевме да го видиме е негативен однос кон странските инвеститори во Македонија, најавите за укинување на некои од бенефитите, што сериозно ќе повлие врз проценката и желбата на странските инвеститори да дојдат повторно во Македонија. Генерално, не гледам никакво подобрување на работите во Македонија. За среќа се уште се движиме по инерција од онаа што го остави претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Можевме да видиме дури и дека Заев отвори една фабрика, веројатно
веројатно е среќен што можеше на телевизија да се појави на отварање на таков објект, но етички ќе беше да признаеше дека тоа е успех на владата на ВМРО ДПМН, сигурно не на Самка и на неговите министри за странски инвестиции. Како мислите дека ќе заврши целата ситуација во државата? По однос на, ме прашувате по однос на специјалното јавно обвинителство и моменталната состојба. Знаете како, прво мора да знаеме дека кризата која започна пред скоро 3 години продолжува. Значи, ниту изборите, ниту предизборниот и постизборниот инженеринг, нити притисоците, нити промовирањето на новото парламентарно мнозинство при изгубени избори од страна на Социјалдемократскиот сојуз не доведоа до релаксација и разрешување на кризата. Колку и да се обидуваат социјалдемократите да покажат дека во Македонија сега е се нормално, се супер функционира, тензијата постои кризата и нема да биде решена првенствено затоа што СДС нема да донесе ништо позитивно. Ова што СЈО го работи, по закон е завршено. Значи, направија максимум што можеа од политички аспект да го направат како инструмент на Социјалдемократскиот сојуз и ги поднесоа 17 обвиненија во предпоследниот ден од нивниот мандат. Нивниот мандат по однос на поднесување на обвиненија заврши и сега имаат уште 3 години, 4 години колку имаат таму простор да се завршат тие обвиненија. И единствено што им останува е да во рамки на тие обвиненија поднесуваат жалби, се обидуваат да прават драми од сето тоа и на тој начин вршат политички притисок врз ВМРО ДПМН и ја држат тензијата во Република Македонија. Затоа и велам дека не очекувам дека ќе заврши позитивно оваа работа и дека ќе имаме брза разрешница на состојбата, ќе се помачиме уште многу долго време, очигледно, уште неколку години по однос на нивната работа, но убеден сум во тоа дека немаат никаков доказ, дека се што ќе се обидат да представат, посебно пред македонската јавност, е фабрикувана работа и дека единственото нешто што ќе го работат во следниот период ќе биде истото она што го работеа и претходно, а тоа е да служат како политички инструмент, механизам за притисок врз ВМРО ДПМН и другите политички партии, бидејќи забораваме дека на маргините на обвиненијата, секако ги забораваме обвиненијата против луѓе од ДПА, што има исклучително интересна улога ако размислуваме во однос на улогата на Села во владата на Заев и од друга страна неговиот пандан Тачи во ДПА и од каде Села произлезе и како функционираше. Така што ќе имаме прилика да се нагледаме уште многу политички активности на СЈО, но никако правни, односно нормални, коректни завршници. Тоа беше се во овие вести, следуваат спортските со колегата Перо Момировски. Останете со Алфа.